Споменав пред малку, Украинската државна агенција за сајбербезбедност објави дека Украина изминативе 12 часа е под постојан кибер напад. Недостапни се владините веб страници, вклучително и оние управувани од кабинетот на министри, парламентот, Министерството за надворешни работи и службата за државна безбедност. Ова е само една од темите на кои што ова утро ќе разговараме со нашиот соговорник. Велам добро утро за експертот за сајбербезбедност Божидар Спировски. Добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Сакавме да зборуваме и темата да ја започнеме со банките и она што им се случи изминативе денови на македонските банки, но утрово не разбуди информацијата за воен конфликт кој што секако не беше посакуван, бидејќи сакавме дипломатијата да ги реши работите, но не е така. Последната информација која што пристигна од службите на Украина дека речиси се е недостапно за комуникација, а тоа е многу важна алка од целиот сегмент на преговарање и комуникација и достапни информации. И од координација на национално ниво, едноставно народот да знае што се случува. Во право сте, ова е еден дел од таа нова специјална војна или дел од вистинската војна. Типот на напад за кој што зборуваме, кој што го опишавте, и им се случијата патем на нашите банки претходниве денови, се вика denial of service, односно оневозможување на пристап. Тоа е техника на напад која што симулира огромен број на посетители на разливи веб страници или сервиси, до степен кога тие сервиси стануваат преоптеретени, загушени, едноставно престануваат да даваат услуга. Во случајот кога тоа се напаѓа на веб страница, да речам, на некоја комерцијална организација, тоа има за цел да ја прикаже дека таа страница е ранлива и може би да некој успее да се пофали со тоа, да турка своја агенда. Во овој специјален случај, во случајот кога имаме агресија, ова е уште еден инструмент на агресорот за да спречи да може народот да биде информиран и да може да комуницира со своите, со властите, со војните власти, со полицијата, со кои да му треба, во случајот кога е кризна ситуација. Оно што сакам да го потенцирам, овој тип на напад е прилично тежок да се одбрани од него, бидејќи нападот доаѓа од секаде. Се вика дистрибуиран denial of service напад. Буквално секоја секунда се менува напаѓачот од различен континент, од различна држава, од различен компјутер и одбранбените системи едноставно се преоптеретени, не можат да најдат од кого да се бранат. Изминативи денови имавме бројни соговорници на темата релација Украина-Русија, дел од нив безбедносни експерти, кои што меѓу другото ни потенцираа дека се во ова што може да го донесе војната помеѓу Украина и Русија, може да биде играчка во споредба со тоа што се случувало во Првата и Втората светска војна, бидејќи има многу алтернативни начини на војување, како што е ова зашто во моментов дискутираме. За економијата допрва ќе ги броиме последиците, бидејќи веќе наголема во сите сегменти ги чувствуваме. Така. Видете, тука можеме сега да шпекулираме што ќе се случи или нема да се случи. Она што е реалност е дека Русија во овој момент, суперсила на светско ниво, има своја ефективно сајбер армија, која што е поддржана со огромно количество на воени и финансиски ресурси, екстремно добро обучени се, и можат да ефектуираат многу различни напади и тие нема да бидат насочени само кон Украина. Тие ќе бидат насочени и кон други држави, секаде каде што Русија ќе смета дека во овој момент ќе има некој вид на политичка или воена предност со тоа што ќе ефектуира вакви напади. Оно што е многу важно да го потенцираме кај овие напаѓачи кои се државно спонзорирани, точно така се нарекуваат state sponsored entities. Хакерски групи кои се државно спонзорирани. Тие нема да напаѓаат само на достапност. Во овој случај напаѓаат точно на достапност. Некој сајт веќе не се гледа. Нивниот многу поголем и поопасен ефект ако нападнат критична инфраструктура. Што ако сега ја нападнат украинската енергетска инфраструктура? Ја исклучат струјата во цела Украина. Што ако ја го спречат транспортот на газ на светско ниво? Сите тие системи се електронски контролирани. Тоа се некои компјутери некаде. Ако тие бидат нападнати и биде спречена дистрибуција на вода, струја, грејење, економски текови, финансиски плаќања, исто можат да бидат спречени. Тоа се вистинските цели и најболните цели кои што ваквите напаѓачи, државно спонзорирани напаѓачи, можат да
удрат врз нив и да нанесат најголема штета. Оно што е интересно дека украинските служби за сајбер безбедност веќе неколку дена наназад предупредуваат на можни сајбер напади, кои што и ве видовме дека се потврдија и во пракса. По тој повод Европската унија формираше сајбер тим за безбедност кој што може да ја помогне на Украина. Оно што ме интересира, како изгледаат оние тимови за сајбер безбедност и дали да речеме ги има доволно и во нашата држава за помош и поддршка на целата мрежа? Прилично тешко прашање, значи ајде да почнеме од тоа како изгледаат овие тимови. Се работи за тимови кои што имаат прилично разновиден сет на експерти во нив. Значи, кај тие тимови важно е, три работи се клучни. Одлична комуникација, експертиза и ресурси. Прво, тие тимови меѓу себе треба многу брзо да можат да комуницираат, многу ефективно да можат да си ги разменат информациите. Второ, да знаат, да си ја знаат, да се експерти во својата тема, и трето, да имаат на располагање ресурси, дали се тоа финанси, дали се тоа технички елементи кои што ќе им помогнат да ја сработат работата. Кога ќе се активира таков тим, Blue Team или Purple Team, како веќе сакаме да ги викаме, има неколку термини од сленгот на сајбер безбедноста, но небитно, се работи за група на експерти кои што ќе дојдат и или ќе комуницираат со организацијата која е нападната и ќе се обидат да помогнат преку контакти или преку давање на своите ресурси, својата експертиза на лице место, или преку контактите кои што ги имаат со оператори, со други држави, за да се спречи или да се намали влијанието на тој напад. Тие тимови работат на принцип на управување со инцидент, се вика процесот детекција, која што веќе ја видовме, имаме детекција. Истрага исто така помина, истражено е, знаеме дека има напад, и сега стасуваме во делот на смирување или запирање на нападот. Најтешкиот дел, каде што има и да се донесат многу болни одлуки. Нешто мора да се запре, нешто мора да се исклучи и така натака, за да дојдеме во ситуација каде што може да се вратиме во нормална состојба. Следно е враќањето во нормална состојба, опоравување. Во случајот со Украина сме далеко од таа точка, каде што тек ќе треба да видат што се случило, каде се има штета, за да ја вратат штетата на почетна состојба. И последно е да се научи да се сподели тоа со јавноста. И тука е малку онаа најтешка тема, како сега да им кажеме на сите други што се случи и каде се имаше проблем. Но искрен да бидам, тоа е една клучна работа која е потребна на целиот свет, затоа што ни треба такво знаење, да чуеме што се случува и како се случува, надвор од оваа наша мала фела, за да се крене свесноста дека да, овој тип на напади е многу опасен и влијае на сите нас цело време. Еден таков напад имавме и во практично пред 48 часа на македонските банки беа на мета. Стануваше збор за DOS напад, меѓутоа оно што би сакала да ни објасните за каков напад точно станува збор, бидејќи и Народната банка веднаш се огласи дека интегритетот на корисниците на услугите не е загрозен, ниту нивните податоци, но колку може да се оди далеку во целата оваа приказна? Значи, оној напад што се случи пред 48 часа, нешто помалку мислам, но добро, е исто дистрибуиран denial of service напад. Истиот тип на напад кој што денеска го гледаме утрово и од сношти во Украина над нивните државни вебсајтови. Практично спречување на пристап до услугите. Бомбардирање со лажни посети, се додека системот не се откаже. Овој тип на напад нема долготраен ефект, нема траен ефект. Тој е тука да го запре сервисот, ама кога ќе престане нападот, сервисот ќе се врати во нормална состојба и ќе продолжи со работа. Нема кражува, не е наменет да краде податоци и не е наменет да остане во системот, да упадне во системот. Треба ли да се свати како предупредување за сите идни чекори на хакерите? Тука е следната интересна тема. Овој тип на напад, denial of service напад, најчесто е напад кој што го користат активисти. Организации кои што сакаат да промовираат некоја своја агенда преку тоа што ќе направат нешто видливо. Како да запалат оган на среде плоштад. Ова е многу видлив тип на напад. Сите ќе видат дека нема пристап до сервисите. Но не е многу болен, како што реков. И затоа е обично нешто што активисти го прават. Не сакаат да направат штета, сакаат да бидат видливи. Активистите ќе си ја продолжат својата работа, веројатно, и дали ќе очекуваме повеќе вакви активисти тип на напади, е повеќе коментар кој што можеби ќе го даде политички аналитичар. Не, бидејќи нашава тековна тема е врзана со некоја грчка моќна армија или некако така беше, тоа се активисти. Во контекстот на се друго што ни се случува денес, државно спонзорираните напаѓачки организации кои моментално се максимално активирани,
се многу поопасни и во контекстот на ово што се случува денеска во Украина, можеме да очекуваме ескалација точно на таков тип на напади. Невидливиот непријател е многу поопасен од она што можеме да го видиме на бојата За жал, пола. да. Тоа што значи тоа? На што треба да бидат подготвени системите војни, на какви се закани носи сајбер просторот и има ли доволно обучени кадри во светот кои што еве во случајов може да помогнат во ситуацијата со сајбер нападите во Украина? Дали има доволно обучени луѓе во светот? Веројатно да. Дали тие се на вистинското место и имаат достап до вистинските информации и ресурси во овој момент? Веројатно не. Затоа што ова што сега го гледаме всушност е војна акција и ќе биде одговорено со војни ресурси. Нема наеднаш да ги соберат сите луѓе и навремено да ги научат на се што треба да знаат за да можат магично да помогнат. Од друга страна, какви ризици може да очекуваме, веќе ги спомнав. Може да, ако некој реши интензивно да не нападне, може да влијае на критични системи. И тука сметам дека е најголемиот терет глобално и по нас како држава. Транспортни системи, енергетски системи, системи за достава на храна, информативните системи, финансиските системи. Многу помалку ќе бидат под, да речам, под директна ефект социјалните мрежи, но таму ќе се случува војна на дезинформации. Таа е дел од хакерската војна, но малку поинака. Тоа е социјален инженеринг. Некако немавме представа што значи војната со дезинформации додека не почна ковид кризата. Тука некаде започна целиот хаос, а дополнително и не очекува веројатно. Да. Кога станува збор за македонскиот систем, подготвен ли е доволно или треба уште напредување? Гледајќи го ова што се случува и во моментов во Украина. Искрен да бидам, многу тешко да се одговори, бидејќи ние, како да речам, луѓе од индустријата немаме директен пристап до информациите колку државата е подготвена или не е подготвена. Верувам дека подготовки се правени подолго време во контекст на се што се случува. Она што секако би сакал да го отворам како тема, можеби малку ќе биде контраверзна, и дека не треба промена на културата во контекст на се ова што се случува околу сајбербезбедност. Ние ги третираме, и вие медиумите, јас се извинувам, но и вие како медиуми сте дел од истиот разговор, ги третираме сајбер нападите како црно-бела. Или е се добро, или имаме црна дамка на резимето. И адресираме црната дамка на резимето. Мојата посета, поводот за мојата посета беше една црна дамка на резимето на банките. Наместо тоа, ајде да го смениме разговорот. Ајде да зборуваме проактивно. Ајде да почнеме да го вреднуваме транспарентноста, постојаното подобрување, наместо некому му се случил напад, ајде да зборуваме за тоа дека да ни се случува напад, ние научивме од нападот и да се подобриме. Ако ја смениме таа конверзација, ќе го подигнеме општото ниво на свесност. А сајбербезбедноста, за жал, една работа ме прашувате цело време дали има доволно експерти. Сајбербезбедноста, за жал, не е работа само на експертите, туку е на буквално секој од нас, бидејќи секој од нас има компјутер, пристап на интернет и свој пристапи и лозинки и пристап некаде. Сите ние сме дел од правилна сајбербезбедност. Колку сме посвесни, колку го наградуваме тој тип на однесување, толку подобра ќе биде безбедност. Да, и едукацијата тука игра голема улога. Благодарам, господин Спировски, за гостувањето во утринската програма. Благодарам.